чуваат во одреден период до крајот на 2019 и почетокот на 2020 како турнири на аматерски клубови. Во однос на професионалните клубови, планиравме да ги возобновиме неколку турнири за кои што беше препознатлив Куманово, односно турнирот по кошарка, зимскиот, а може сега да биде есенски турнир, може да биде турнир во ракомет, боксерскиот, што беше како предигра или како еден полуфинален дел на златниот гол, значи тоа олимписко Куманово, да, тоа така беше наведено. Значи, планиравме во оној дел кој што е професионалниот да бидат возобновени сите оние манифестации што беа препознатливи. За училишниот спорт да не збориме, затоа што ние како Куманово организиравме школска олимпијада која што беше препознатлива за цела Македонија па пошироко. И тоа исто така во склоп на овие денови или во овој период кој што го размислуваме. Една карактеристика, исто дополнително, затоа што со ова титула или како европски град на спорт се надеваме дека ќе бидат овозможени повеќе проекти да ги добиеме од страна на или финансирани кои што се однесуваат за спорт од Брисел, така да планиравме и разговаравме и веќе сме во фаза на договарање, конкретно, заеднички со општина Ќустендил да направиме честување на спортот, односно организирање на одредени дисциплини кои што ќе се случуваат и во Ќустендил и во Куманово, за да можеме да добиеме средства за организирање на такви работи за кои што ние, например, немаме соодветни објекти каде што би се случувале тие надпревари. На крајот, што мислам дека треба да биде од едно круцијално значење за Куманово, сите објекти каде што се случува спортот се во руинирано состојба. Поточно, спортската сала не може да ги организира надпреварите кои што треба таму да се случуваат. Соколана во една многу лоша состојба, стадионот е во катастрофална состојба. Ние направивме преглед на сите објекти со кои што општината располага и што би можеле да направи. Така и се случи да општина Куманово нарача проект за санација, за реконструкција на спортска сала, кој што е во завршна фаза и е завршен. Јавното предпријатие Куманово план почна да работи на реконструкција на Соколана со прибирање на сите проекти кои што се во изминат период. Почна да се собираат документите за стадион. Се направи проект за атлетската стаза, каде што таму немаме ни гардероби, ни санитарни чворови, каде што би можело спортистите кои што се и учествуваме и ние како клуб сме државни прваци во Македонија во атлетика. Така да, тоа беше оној третиот сегмент кој што е значаен и битен за Куманово, за да како назив или како титула Европски град на спорт можеме да се заинтересираме за се оно што значи спортот во Куманово. Самата многу мислам дека е непринципиелно сега да ги отвориме сите работи, тоа има моменти кои ќе прикажеме што се сме направиле, како сме направиле во однос на нашата апликација, на асоциацијата, ние сме членки, дека таму не е така едноставно да се добие таква титула Европски град на спорт, дека треба да се прикажат и да се направат сите овие работи кои ги споменав, а што сме ние единствени овдека од Македонија и овој регион, тоа не знам, нека се размислат другите градови зашто не аплицирале и не дошле во таква ситуација. Имаме сила и можности да се бориме и да аплицирале други
и да се докажеме дека имаме и наши олимпици кои што беа учесници во тимот кој што припремаше документација, имаме спортски клубови кои што се на висока разина во државните првенства во Македонија. Така да мислам дека спортистите од Куманово не го заслужуваат ова што се случуваше на седницата на Совет. Не би сакал да должам повеќе. Ако има дополнителни некои информации, ако ви интересира, ви стоим на располагање. Со мене се представниците на иницијативата за ова работа што се случуваше од женскиот ракометен клуб, од кошаркашкиот клуб, од боксерскиот клуб Куманово, така да навистина спортистите не го заслужија, за да можеме да дискутираме на таков начин. А ако сакаме да дискутираме како да се поттикне, како да се развие спортот, ви стоиме на располагање. Може ли се да не кажеме? Ева, господин Луковски, вие детално објасните се се што се случува и ние веруваме дека е тоа така. Меѓутоа, грешката не ја барате кај советниците и медиумите што ја пренесе информацијата. Таа информација беше јавно изнесена како дел од извештајот на секторот за евроинтеграција. Ако след тоа било така, како што вие сега тврдите, таму беше кажано дека општината со дел од средствата учествувала. Ние како граѓани и советниците имаме право да знаеме со колку средства, односно колку наши пари се дадени за таа апликација. Ако е грешка дека општината не дала пари, тогаш не е грешката кај мене што јас го направив извештајот или кај советникот што праша, туку кај вас, затоа што тоа сте го ставиле во извештајот. Се случуваат работи кои што во постапката и процесот кој што треба да биде во однос на материјалите, известувањето, извештаите кои што се даваат, со промена, со кадровските промени кои што настана и една можеби празнина која што беше, меѓутоа информацијата беше на барање строго на советниците дадена. Па дали има некој или нема некој да ја објаснува или образложува, не е битно. Што за мене тоа превише бирократско однесување и дека не се суштинските работи земени. Погледнете зашто реагира за советниците, не би ги споменал ја за Европски град на спорт. Меѓутоа, ако вие имате апликација и добиени европски пари за реконструкција на стар објект, кој што, да, тоа беше поентата поврзан, да, и за ова е реакција во однос на, не е сообштение во однос на само Европски град на спорт. Ќе отвориме дискусија и за оваква работа. Затоа што, ако проектот е направен, изработен, како реконструкција на објект со амбиентална архитектура, со значење за град Куманово, кој се наоѓа на улица на Горички Сокак во турско време, Кралица Марија во Краљевина СХС, или Иво Лола Риба во македонско време, дали е тоа значено во однос на реконструкција на објектот кој што бил изграден 1904 година како хотел Солун, па потоа во 18 година е преименуван во хотел Србија и е сега како стамбено деловен објект на улица Иво Лола Риба. Дали е тоа значено во однос на проектот кој што донесува 240.000 евра европски пари за да се реконструира, сочува амбиентална архитектура што е значено за град. Ама ние не можеме да коментираме што ќе работат советниците. Дори мислам дека е невкусно во нивно отсуство да го правиме. Ајде вие кажете ми колку пари се уплатени за апликацијата за спортот и кој ги дал тие пари, ако веќе тврдите дека општината колку изнесува